Општина Велес заедно со Општинската организација на Сојузот на борци го одбележа Денот на победата над фашизмот. Делегации од општината, јавните институции, армијата, политичките партии денеска се поклонија пред хероите кои ги дадоа своите животи за слободата на идните генерации. На 15 мај завршија борбите, во кои загинаа и неколкумина велешки херои, припадници на 15-тиот корпус. Надлежните и денес апелира да се чуваат спомениците, да се стави крај на нивното сквернавење и уништување. Овие настани треба да ги негуваме. Треба да ги негуваме спомен обележјата кои што ги символизираат сите настани од нашата историја, да не дозволиме историјата на било кој начин да биде сквернавена, посебно преку овие последно време вандалското однесување кон спомен обележјата на историјата на македонскиот народ. Од и овоја што стоиме пред овој споменик, спомен костуница за загинати борци, овдека лежат коски на македонски борци кои што се бореа за слободата на Македонија. Кај тие борци имаше единствена желба, значи слободна Македонија, и жално е некој да посегне рака и кон оваа спомено обележје, не само кон ова, и кон сите останати обележја кои што символизираат историјата на македонскиот народ. За текот на борбата и последиците од неа денеска потсетија учениците од гимназијата Кочо Рацин. На 9 мај човекот е победата на фашизмот и победата на слободата. Да не се повтори тоа што било 41-45 година, затоа што доста млади луѓе загинаа и доста цираци деца останаа, доста куќи се разрушија. Да мислам дека сега во ова време прерасна свеста кај младите и мислам кај сите политичари да не дојде до војна понатака. Вкупно 378 борци од Велешко загинаа во народно-ослободителната борба. Честото оштетување на спомениците на народните херои ги натера надлежните, истите да ги дислоцираат од парковите во депото на спомен костурницата.